Пријатели, добар ден. Добро дојдовте во денешнава епизода. Моето име е Јосиф Дамјанов. После одреден период денеска одговарам на прашање од моја драга пријателка Сања. Прашањето ќе го погледнеме, е многу занимливо. Имам можеби неколку наврати подспомнато за оваа тема, но сепак ајде да го погледнеме па ќе се вратам назад со одговор. Сања, фала ти уште еднаш за времето и проштевај што помина повеќе време затоа што знам дека ми го постави прашањето, али заборавив каде ми го постави, на кој канал и не успеав да го најдам за претходната недела епизодите, но како и да е ми помогна околу тоа и на оваа тема, односно класификација, ја што би ја направил на healthy marketing тема, имам зборувано неколку пати и супер што ме подсети и фала ти што ме подсети што праша, затоа што не е доволно само неколку пати да се зборува, многу треба да се зборува за ова, затоа што у овој тренд и налет на здрава храна, на фитнес, на целава велнес индустрија што е во многу голем раст, многу луѓе, индивидуалци и компании го злоупотребуваат сето тоа, што е многу нормално и не е ништо невидено. И меѓу другото, многу компании произведуваат продукти на кои што на етикетата ставаат фитнес, фит, спорт, вита, велнес, хелти и така натаму, значи најразлични зборови кои што обичниот купувач и муштерија го насочуваат кон тоа дека е тоа нешто здраво, но многу често се случува да многу од тие здрави продукти знаат да бидат и со полош состав и од оние кои што се класифицирани како нездрави и си се стандардни блага или грицки кои што ги купуваме во маркетите и за кои што знаеме. И кога зборуваме за барови, она што јас, начини како може некој од вас да препознае како дали одреден производ, бар, чоколадо, бонжита е здраво или не, е прво нешто по етикетата. И секојаш треба, имам зборувано за оваа тема, да внимавате да на 100 грама од производот нема повеќе од 20 грама на шекер. Прво тоа, второ да нема повеќе од 5 грама на масти. Не ги гледајте калориите и не се замарете со калориите, затоа што е многу поважен составот, но доколку не сакате да се замарате и со етикетите, тогаш најдобриот начин за да видите дали некој производ е добар или не е најверојатно по цената, затоа што ако вие купувате одредена бонжита, бар или чоколадце за кое што сметате дека е здраво, а чини 10 или 15 или 20 денари во маркет, и при тоа треба многу алки во тој синџир на дистрибуција да заработат, тоа значи дека во производство тоа одредено чоколадце чини едноцифрено, може би некојаш помалку од 10 денари, може би некојаш помалку и од 5 денари, и тоа во превод значи дека не може да очекувате за помалку од 5 денари дека ќе се случи нешто здраво во тоа чоколадце, затоа што единствен начин да произведете ефтин производ е да користите шекер, да користите можеби какао да речеме, да користите некое палмино масло, што воопшто по самото себе не може да произведете здрав производ. Да не зборувам за ароми, додатоци, адитиви, конзерванси, емулгатори што се користат во здравата индустрија. Така да, по мене, ако можеби барот е над 50 па и 60 денари, тоа некако ми наговестува дека се работи за добар бар. Значи, ова не е генерализација, али е најчесто така. Така да тие се две работи по кои што јас би ти препорачал да препознаеш дали е нешто здраво или не е здраво, али генерално, знаеш, пак повеќето од луѓето, да, жалосно е што се лажеме дека самата етикета, односно опаковката на одреденото чоколадци или продукт ќе ни донесе здравје. Така да тие се две работи, Сања, по кои што јас ги препознавам производите и се надевам дека можеби ти помогнав, или нормално ако било кој од вас има било какво прашање, слободно доле во коментари додадете или подпрашате му уште нешто или искомуницирате ма во приватна порака или хаштагот #Јосиф, и нормално тука сум за да и дебатирам и да одговарам на прашања поврзани со овие теми. Фала ти уште еднаш, Сања, за прашањето и фала ви на секој од вас кој што ги следи овие содржини. Тука се одјавувам, ве поздравувам, ве посакувам здрави животни навики и се гледаме во следна епизода. Чао, чао!